Почитувани гледачи, ги следите вестите на телевизија Канал 3. Во овие вести меѓу другото кај гледате. Иванов, НАТО и Европската унија да донесат храбри одлуки во однос на Македонија. Заврши бетонирањето на главната улица во Дебар. Утре се прославува 45 годишнината на Брешја. Со ангажирањето на двете компании познати во областа на градежништвото, а во координација со координативното тело за спроведување на проектот Дебарско шеталиште, реализирано беше бетонирањето на улицата која се планира да биде шеталиште. Бетонирањето е во предпоследната фаза пред поплочувањето. Повеќе од 5000 квадратни метри вчера беа бетонирани на главната улица во Дебар. По поставувањето на подземните инсталации за фекална атмосферска канализација, телефонијата, електричната и кабловската мрежа, вчера беше реализирано бетонирањето на улицата. Во изјавата што ја даде градоначалникот на Дебар, Ружди Лјата, вели дека станува збор за многу битна фаза во реализацијата на проектот Дебарско шеталиште. По реализираните активности со подземните инсталации, ова всушност е фаза пред започнувањето на поставувањето на познатиот дебарски камен кој ќе ја краси главната Дебарска улица. Динамиката е многу брза и фактички за само 7 недели по ископот на улицата се наоѓаме во фаза пред она што значи финиш, односно почеток со поплочувањето, вели Лјата. Тој додава дека ова е битен проект за Дебар и досега се реализира без средства на институциите, посебно со помош на повеќе познати компании. Во последната фаза, која се очекува да стартува идната недела, ќе се врши поставување на дебарскиот камен од страна на познати мајстори за поставување на камен од ваков вид. Вчерашната активност беше проследена и од голем број граѓани кои даваат целосна поддршка за овој значаен проект за Дебар. Шеталиштето е во должина од 270 метри и фактички дава нов изглед на градот по повеќе од 60 години. Со проектот изгледот има модерни концепции, но со одредени задржани елементи на традициите на дебарската архитектура. Во општина Маврово Рустуше стартуваше еколошкиот проект за заштита на животната средина, поддржан од страна на локалната власт и австралиската амбасада во нашата земја. Проектот го реализира Сдруженијето од Рустуша. Заменикот на австралиската амбасада Мелинда Рио и почесниот конзул на Австралија во Македонија Зоран Костовски има средба со градоначалникот на општина Маврово Рустуше Мукре Мехмери. На средбата е нагласено дека со еколошкиот проект целосно ќе се заштити животната средина. Представниците на Австралија на локалната власт на општина Маврово Рустуше оценија дека заштитата на животната средина е од големо значење за оваа општина, која својот развој го насочува кон туризмот. Целта на оваа посета е пред се реализацијата на еден заеднички проект финансиран од страна на амбасадата на Австралија. Значи, проект кој што опфати делови од екологијата и заштитата на животната средина во општина Маврово Рустуше. Значи, проектот опфати поставување на неколку клупи за одмор и рекреација на нашите граѓани, како и канти за отпадоци во неколку населени места во нашата општина, санирање на една поголема депонија од градежен шут во село Ростуше, како и неколку обуки на децата во основните училишта, како и во средното општинско училиште во општината, обука во делот на екологијата и заштитата на животната средина, како и целта пред се обука на децата околу собирање на отпадот, рециклирање на истиот, така да значи една обука која што навистина од корист за сите ученици. Ја користам оваа прилика да се заблагодарам на австралиската амбасада, како и на господјата која што е присутна кај нас, за овој проект. Се надевам дека на една понатамошна заедничка соработка ќе наидеме, која што навистина ќе вроди со плод и повеќе едукација на нашето население, како и инвестиции кои што ќе придонесат за заштита на животната средина во општина Маврово Рустуше. Thank you so much for inviting me to come to this beautiful town. It's my first visit to Mavrovo, and wow, what a beautiful place it is. Ви благодарам на поканата во ова прекрасно место, нели во Маврово, навистина е многу убаво. Многу сум возбудена што еве сега ќе одиме да ги видиме и децата, учениците, нели, бидејќи ќе се збори за многу важно
прашање во делот на заштита на човековата околина, животната средина. Ова е прекрасна природа, меѓутоа и голема одговорност да се сочува природата и ми е драго што можеме и понатаму и сега да поделиме најдобри практики како да се зачува таа околина. По средбата во општина Маврово Ростуше, представниците на Австралија и локалната власт потоа се сретна со представниците на невладината организација, а говоре и пред младите за значењето на проектот кој во основа има за цел санација на локалната депонија во Ростуше, потоа акции за расчистување на дивите депонии, поставување канти за отпадоци, како и клупи на одредени локации. Тие посебно се задржали на потребата од рециклирање на отпадот. Соработката меѓу Дебар и францускиот град Ив продолжува со нов проект. Деновиве почна реализацијата на проектот вкрстување на традиционалните култури на двата града. Проектот опфаќа повеќе активности. Проектот на Центарот за одржлив развој на заедницата во соработка со граѓанскиот сектор од францускиот град Ив во првата фаза стартуваше со отворање курс по француски јазик. Представниците на Центарот за одржлив развој на заедницата во Дебар информираа дека во него се вклучени 20 млади од Дебар и додаваат дека интересот за следење на овие курсеви е голем. Курсот по француски јазик ќе трае 6 месеци, пошто учесниците ќе добијат сертификат за познавање на јазикот. Во рамките на истиот проект предвидено е отворање на 2 изложби, тоа во Дебар изложба на стари фотографии од Нормандија, со посебен акцент на случувањето од Втората светска војна, а потоа изложба во Ив со фотографии на Дебар, во кои ќе бидат пренесени културните традиции од Дебар и Дебарско. Исто така во Дебар ќе бидат презентирани и повеќе француски традиционални специјалитети. Детската градинка Бреша утре прославува 45 години од почетокот со работа. Во тие рамки се предвидени повеќе активности. Според директорката на детската градинка Брешија, во 11 часот ќе се одржи свечена програма во големата спортска сала, каде што ќе има поздравен збор и ќе се поднесе реферат за досегашната активност на ова предучилишна установа. Исто така на ова свеченост поздравен збор ќе има и представник на локалната власт. Во програмата што ќе ја презентираат децата, своји настапи ќе имаат децата од сите групи кои функционираат во градинката. Потоа следува додатна активност во рамките на прославата. Инаку во својата 45 годишна активност градинката Брешија постигна големи успеси. Со поддршка на локалните власти на Дебар пред 45 години е основана ова предучилишна установа. Името Брешија го носи поради фактот што првиот објект на ова институција е дар на италијанскиот град Брешија по катастрофалниот земјотрес. Денес градинката располага со објект со високи стандарди и згрижува над 200 деца. Со поддршка на Министерството за труд и социјална политика во текот на изминатите месеци, во рамките на градинката отворен е дневен центар за деца во најголемото дебарско село Могорче, каде има над 30 деца. Во Центарот за култура во Дебар се одржа 6-тиот поред детски фестивал Радика Фест 2015. Пред преполната сала бе изведени 15 нови песнички од деца од поширокиот регион, чии автори се од повеќе градови од Македонија. Сега веќе традиционалниот детски фестивал Радика Фест ја потврди повеќе годишната успешност, која е и причина за се поголемиот интерес за учество кој владее како кај авторите, така и кај изведувачите. На годинешното 6-то издание, кое се одржа во Центарот за култура во Дебар, бе изведени 15 песнички на автори од Дебар, Струга, Охрид и други градови од земјава, од каде што беа изведувачите на истите. Презадоволен сум како од квалитетот, така и од квантитетот. Од година во година бројот на заинтересираните автори за учество на фестивалот е во постојан раст. Почнавме како локален, а сега израсна во регионален фестивал. Секако, за да тоа биде така, огромна благодарност искажуваме на Министерството за култура, кое финансиски го помага неговото одржување, изјави Зинче Мимидиновски, директор на фестивалот. Според него, поддршка не изостанува и од локалните власти на општините Дебар, Центар Жупа и Маврово Ростуше и секако Центарот за култура. По изведувањето на сите 15 композиции и музичката пауза во која публиката можеше да го проследи настапот на фолклорната група од Ростуше, беа доделени наградите за најуспешните. Награди од стручно жири Ибраим Исаку, Сара Любиновска и Аделина Черимовска. Награди од Советот на фестивалот добија Джемила Малоска, Бајрам Беруловски и Марија Силјановска. Следна категорија награди за сценски настап Сри Ганста и Емил Бале Иво,
како и Алдина Билаловска. Децата, но и нивните родители од регионот живеат за овој фестивал. Тоа го потврди преполната сала во Центарот за култура. Во изминатите 6 фестивалски изданија изведени се над 120 песнички. Представниците на Сдруженијето на пензионерите Дебар Центар Жупа изминатиот викенд учествува на регионалните надпревари на Сојузот на Сдруженијата на пензионерите на Македонија, што се одржа во Кичево. Во Кичево пензионерите од Сдруженијето Дебар Центар Жупа постигна солиден успех. 45 пензионери од Сдруженијето Дебар Центар Жупа на регионалните спортски надпревари учествува во повеќе дисциплини, и тоа во шах, пикадо, фрлање на ѓуле, тегнење јаже, домино и други. Според председателот на Сдруженијето Џавид Карпузи, женската екипа на пензионерките од Дебар и Центар Жупа го освои третото место, додека во поединечна конкуренција второ место во домино освои Назми Куртиши. Дебарските пензионери, покрај тоа што се надпреварува, има можност и да се дружат со своите врсници од Струга, Охрид, Македонски Брод и други општини од југозападниот регион на Македонија. Почитувани гледачи, продолжуваме со вестите од нашава земја. Европската Унија да го врати прашањето за проширување на својата агенда, бидејќи на регионот му е потребна неодложна интеграција, порача во понеделникот претседателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов на самитот на претседатели на процесот Брдо Бриони, кој се одржува во Будва. На самитот беше разговарано и за кризата во Македонија, при што е нагласено дека интеграциите се неопходен услов за таа да биде надмината. Време е НАТО и Европската Унија да донесат храбри одлуки. Време е Европската Унија да ја поправи собствената грешка во однос на Македонија, изјави Иванов, додавајќи дека време Унијата да ја помогне на Македонија за да си ги поправи слабостите кои што ги има. Иванов исто така порача дека дополнително негативно влијае блокадата од јужниот сосед и нерешителноста на Европската Унија. За Република Македонија е значајно група интелектуалци кои имале високи позиции во американското и европското општество, луѓе кои се вистински пријатели на нашата држава да седна на исто место и да поразговара за стратегијата, што дополнително треба да се направи со цел да го заземе заслуженото место во НАТО, изјави во понеделникот министерот за одбрана Зоран Јулевски на отворањето на дводневниот неформален форум во Берово, на кој учество земат поранешни министри за одбрана, членови на парламент и високи представници на think tank заедница во Соединетите Американски држави. Разменивме многу мислење и голем број идеи, посочи министерот, кои ќе ни помогнат во презентирањето на аргументите зошто Република Македонија треба да биде дел од алијансата. Тоа е особено важно ако имаме предвид дека следниот самит на алијансата ќе се одржи летото идната година во Полска, до кога треба да ги искористиме сите инструменти за да постигнеме најдобар резултат на патот кон нашето полноправно членство, рече Јолевски. Европската комисија во понеделникот и официјално за среда го потврди состанокот на еврокомесарот за соседска политика и пристапни преговори Јоханес Хан со македонските политички лидери. Портпаролката на еврокомесарот Хан Маја Коцијанчич во понеделникот изјавила дека тој ги очекува лидерите на попланевен состанок во среда и нема потреба од понатамошно разјаснување на неговата изјава, дадена во Вашингтон минатата недела, а во врска со оценката на минатогодишните избори во Македонија, пренесува Мија. Ова среда на 10 јуни комесарот Хан во Брисел ќе се сретне со политичките лидери од Македонија за да продолжат разговорите за наоѓање на решение за политичката криза што се одвива во земјата. Ја видовте неговата изјава и се повикавте на неговата изјава од петокот, што за нас е разјаснување и јасно ја посочува нашата позиција кога станува збор за последните избори, што се одржа во земјата извештаите на ОПСЕ за ова и сега се подготвуваме за состанокот во среда. И веруваме дека решение на политичката криза во земјата е од неголема важност и се разбира, Европската Унија игра силна улога во помагање на истата да се реши, изјавила Коцијанчич. Почитувани гледачи, ги емитуваме вестите од регионот и светот. Според прелиминарните резултати од парламентарните избори во Турција, владачката партија на турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган, партијата на правдата и развојот, освои најмногу гласови, но го загуби мнозинството во турскиот парламент. Партијата на Ердоган освои најмногу гласови, но прв пат во 13 години го загуби парламентарното мнозинство и сега ќе мора да формира коалиција, покажале резултатите на основа на 97% преброени гласови.
Партијата на правдата и развојот освоила 41% од гласовите, а по неја следат Републиканската народна партија со 25%, Националистичката партија на национално движење со 16,5% и Прокурската народна демократска партија со 12,5% од гласовите. Пред почетокот на самитот Г7 во баварскиот дел од Алпите, германската канцеларка Ангела Меркел ги поздрави Соединетите американски држави како пријател и клучен партнер на Германија и покрај повремените разлики во мислењата. Иако е точно дека понекогаш имаме различни мислења, Соединетите американски држави се сепак наш партнер и тоа клучен партнер со кој блиско соработуваме, рече Меркел. Американскиот претседател Барак Обама изјави дека лидерите на самитот ќе разговараат за тоа како да се спротивстават на руската агресија во Украина, како и за заканите од екстремизам и климатски промени. Воено-поморски бродови на Италија, Велика Британија, Ирска и од неколку други земји вчера се упатија кон либиските територијални води, подготвувајќи се за последниот бран мигранти кои треба да бидат спасени од чамците на шверцерите. Британските власти предупредија дека токму ова лето околу половина милион луѓе може ќе се обидат да го извршат опасниот премин преку Средоземно море, пренесоа американските медиуми. Капетан Ник Кук Прист, командант на британскиот воен брод Белвек, изјави дека според достапните податоци меѓу 450 и 500 илјади мигранти чекаат во Либија за патување преку Средоземно море со надеж дека ќе стигнат до италијанскиот брег. На бродот Белвек се наоѓаше и британскиот министер за одбрана Майкл Фалон, кој потврди дека владата предвидува дека летово стотици илјади мигранти ќе се обидат да го извршат овој опасен премин. И за крај, почитувани гледачи, еметуваме временската прогноза. Почитувани гледачи, со временската прогноза ги завршуваме вестите на телевизија Канал 3. Ви благодариме на вашето внимание.